Бензинот поевтинува за 2 денари, дизелот поскапува за 1 денар по литар. Регулаторната комисија за енергетика ги објави новите цени на горивата во Македонија. Од полноќ бензинот од 95 октани ќе се продава за 91 денар за литар, додека пак 98 октанскиот ќе чини 93 денари. Дизел горивото ќе се продава по цена од 99,5 денари за литар. Екстра лесното масло за домаќинство 98,5 денари за литар. Мазотот поевтинува за 1,680 денари за килограм, со што неговата цена ќе изнесува 46,419 денари за килограм. Од регулаторна посочуваат дека во пресметката е применета намалена акциза од 2 денари за литар кај бензините и од 4 денари за литар кај дизелот. Утврдените цени се максимални, а трговците може да ги продаваат горивата и по пониски цени. И покрај минималното поскапување на дизел горивото, сепак Македонија останува со најевтини горива во регионот. Најголема разлика во цената има кај бензините. Во регионот граѓаните ќе плаќаат во просек поскап бензин за околу 18 евроценти или над 11 денари за литар. Кај дизел горивата Македонија е повторно најевтина. Следуваат Бугарија и Црна Гора кои имаат приближно иста цена, додека поскап дизел ќе точат граѓаните во Србија и Грција, речиси 2 евра за литар. Цената на горивата и во Албанија надмина 2 евра за литар. Во Македонија до 20 октомври важи одлуката за кризна состојба, со што доколку се случи нагло поскапување на цената на горивата на светските пазари, може да се очекува и намалување на ДДВ-то. Ова е во случај ако цената на тон гориво достигне $1,200. За сега нема најави дека ова ќе се случи. Паралелно на светските берзи, минатата недела цената на нафтата забележа пад од околу 4% и во еден момент се спушти на $83 за барел. Оваа недела таа се движи на границата од 84 до $85. Од септември се очекува дополнително намалување на цената на горивото, бидејќи земјите од ОПЕК плюс најавија зголемување на производството на нафта, со што ќе се зголеми понудата на црното злато на светските пазари.